Тема, посериозен разговор во студиото за еден проблем кој што се повеќе зема замав во денешното живење, особено на тинеџерите. Интернетот со себе донесе голем број на позитивни работи и се користи како моќна алатка во добивање на нови информации, во размена на информации, брз и лесен пристап и брза комуникација. Но како и секоја моќна алатка, така и ова може да се злоупотреби. Насилството меѓу децата и тинеџерите од училиштата и улиците се префрли на социјалните мрежи. Интернетот стана простор за задевање, заплашување и исмејување. Сајбер насилството како појава зема се поголем замав. Што се опфаќа во себе овој вид на насилство? За какво насилство станува збор, како можеме да го препознаеме, како можеме да се заштитиме и да реагираме навреме, за да не дојде до некои особени и потешки последици по животот на една личност. Разговараме со Ангела Маневска, координаторка на СОС телефонот за деца и млади од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Добре дојде. Добро утро, добро ве најдов. Веднаш ќе започнеме. Што представува сајбер насилството? Кога се зборува за сајбер насилство, треба да се искористат некои помодерни термини, како што се онлайн однесување. Па така би започнала да го дефинирам со тоа дека сајбер насилството представува еден вид на онлайн однесување, кое што води кон понатамошно навредување или омаловажување, без разлика дали тоа е физичко, психичко или емоционално, на одредена група или на одреден поединец. Се разбира она што порано беше насилство меѓу врсниците, физичко, вистинско во училиштата, полека како што и самите споменавте, се префрлува во сајбер светот. Постојат неколку видови на сајбер насилство, што може да започнат со онлайн контакт и потоа се префрлува офлайн, односно во реалноста. Тоа најчесто се случува со врсниците, со тинеџерите. Заплашување, закани, навреди. 12, една статистика, како што прочитав на интернет, говори дека 12% од учениците на возраст од 12 до 15 годишна возраст се соочуваат со овој проблем. Навистина е алармантно, затоа што голема е бројката на ученици на таа возраст. Дали главната причина за растот на сајбер насилството може да го поврземе со брзиот подем на социјалните мрежи и земањето замав на, односно зависноста на младите од самите мрежи? Дефинитивно да. Она што порано беше популарност во училишните ходници, сега е популарност на социјалните мрежи. Како што кажав, ќе користам некои понови термини, тоа би значило, онлайн однесувањето, односно она што беше популарно порано меѓу тинеџерите беше да се биде така наречена фаца во училишните дворови. Сега е кој има повеќе лајкови, кој има повеќе пријатели, па тој зема повеќе замав за сајбер насилството. Така што да, би се согласила дека тоа е резултат на подемот на социјалните мрежи, односно на луѓето кои што се, односно тинеџерите кои што се зависни, условно кажано, од нив. Од мрежите, од социјалните мрежи. Дали во Македонија имаме некоја статистика за бројката за жртви од сајбер насилство и дали постои некоја законска регулатива со која што можеме да се заштитиме, можете самите жртви на насилството да се заштитат? На меѓународно ниво постои конвенција, меѓутоа во Република Македонија законската регулатива се состои од Законот за кривична постапка, Кривичниот законник и Декларацијата за побезбеден интернет, односно постојат неколку материјални одредби за кривични дела поврзани со компјутерски криминал, кои што се содржани во Кривичниот законник и те се однесуваат на загрозување на сигурноста, на заштита на лични податоци, производство и дистрибуција на детска порнографија, прикажување на порнографски материјал на дете и така натаму. Дали можеме да кажеме дека повеќе момчињата или пак девојчињата се жртви и дали имаме некоја возрастна група каде што можеме да потенцираме дека да, таа е возраста на тинеџерите на која што најмногу се случува сајбер насилството? Секој може да биде потенцијална жртва на сајбер насилство. Не би можело да се разграничи дали се тоа повеќе девојчиња или момчиња. Има и возрастни кои што се жртви на сајбер насилство. Меѓутоа, сметам дека тоа произлегува, можеби еден дел од тоа произлегува од неискуството во сајбер светот.
токму затоа постојат правила, особено на социјалните мрежи, кои што би требало да се почитуваат, тие се таму ставени со некаква причина. Потаму би го споменала примерот со социјалната мрежа Facebook, дека децата по 13 години не смеат да имаат профил на Facebook. Меѓутоа, во многу случаи децата имаат профили по 13 години за кои што за жал најчесто родителите знаат за тоа, па дури некои од нив им ги креираат нивните профили под лажна возраст. Значи доволен потик е поради жилбата на детето да се започне да се води кон некоја посериозна последица, не да боже насилство. Да, како можеме да го препознаеме сајбер насилството, односно како можеме да препознаеме поводнесувањето на детето, дали дека е жртва на сајбер насилство? Како што кажав, сајбер насилството има и повеќе форми, некои од нив се поприкриени, некои од нив се поекспонирани, односно може да бидат посуптилни. Веројатно, како што и напоменав на самиот почеток, дека има онлайн контакт кој што понатаму продолжува со така наречен офлайн контакт, односно во реалноста, што значи дека кога зборуваме за деца и за тинејџери, може детето да стапи во контакт со некој на социјалната мрежа, а понатаму да во реалноста, дали е тоа во училиштето, да има вистинско наследство од таа страна, без разлика дали е вербално, физичко или емоционално, па дури да се запознае со некој повозрасен човек кој што ќе сака на било каков начин да му наштети, па оттаму би требало родителите да се научат да препознаат самите, или да се го познаваат своето дете, затоа што секоја динамика помеѓу родител и дете е различна. Да. Оттаму да знаат да го препознаат детето, во кои моменти се однесува чудно. Меѓутоа, заштитата секогаш е најдобра превенција. Значи, родителот би требало да знае кои му се пријатели на детето на социјалните мрежи, би требало да ги испита и би требало да биде компјутерот на видливо место, односно уредот на кој што детето го користи интернетот. Можеме често да кажеме дека децата, кога ќе се соочат со ваков проблем, различно реагираат. Така. Затоа што секој дете нормално различно. Некој јавно го изразува тоа што му се случува, некој го преќутува и етапно доведува до посериозни и потешки последици. Како можеме да превенираме? Дали само со кажување на родителите или можеме да побараме некоја друга помош? Секако, пак повторно ќе напоменам, заштитата е најдобра превенција. Почнува од родителите. Би требало родителите прво самите да бидат едуцирани за опасностите и ризиците кои што ги носи тој сајбер свет, потоа и да ги едуцираат и нивните деца. Меѓутоа, кога станува збор за тинеџерите, особено е важно да знаат дека се што ќе закачат на интернет, односно сите податоци кои што ги споделат, има голема шанса тие да останат таму. И дури луѓе кои што не им се пријатели на социјалните мрежи да ги видат тие податоци. Исто така тука избројам малку и за личниот момент дека тинеџерите, односно децата, не треба да ги третираат другите онака како што не би сакале тие самите да бидат третирани. Тоа го зборувам во контекст на сајбер насилство, во вид на некакви коментари кои што со кои што се соочуваат на социјалните мрежи, па оттаму и сметам дека овој личен момент е многу важен да се има предвид кога станува збор за сајбер насилство. Исто така апелирам и до тинеџерите и до децата, нели веќе се повозрасни и мислам дека имаат совест и свест дека не треба навредливи содржини да постираат и како што напоменав, нели да не ги третираат другите онака како што тие самите не би сакале да бидат третирани. Сега кога веќе понатаму ќе отиде проблемот, да, постои при Министерството за внатрешни работи постои сектор за компјутерски криминал и секако можат да се обратат кај нас во првата детска амбасада Мегеши на телефонот 0800 122 22, тоа е всушност и СОС телефонот за деца и млади, доколку некое дете или тинеџер се соочува со сајбер насилство или па некои потешки форми на насилство во сајбер светот.
Ангела, ти благодарам пред се затоа што сајбер насилството не е појава која што треба да се занимари во денешни услови со развојот на интернетот и социјалните мрежи. Може да доведе до сериозни последици, како што кажавме, по животот на едно дете, затоа што лично при оние истражувања кои што може да се направат на интернет, може да се види пред 2 години или повеќе дека едно девојче по едногодишно малтретирање, односно по едногодишно претрпување на сајбер насилство си го одземало животот токму од насилство од своите соученички. Точно, сајбер насилството е исто така и основа за многу потешки форми на злоупотреба на деца и тука би ја напоменала трговијата со деца. Многу гледаме во помодерното општество како сајбер насилството представува еден вид на алатка за да се стигне со децата и во најлош случај да постои и трговија со луѓе. Потаму и детската амбасада Мегјаши повеќе се ангажира на тоа поле и од оваа година имаме проект кој што е финансиран од Европската унија токму за против борбата односно против трговијата на деца и жени и родово базираното насилство, каде што ќе се соработува со невладините институции, односно веќе се соработува со невладините институции и со државните институции со цел да се спречи трговијата со деца и со жени. Многу сериозни теми. Особено треба да се внимава за помладите. Секој родител треба да внимава. И сите имаме одговорност за сите деца, не само родителите, секако и примарното обкружување на децата имаат најголема улога и одговорност, меѓутоа и сите ние кои што сме на било каков начин вклучени во животот на детето имаме огромна одговорност да го спречиме тоа сајбер насилство. Тоа ќе се случи преку едукација прво на родителите, а потоа и на децата. Доколку не може да се обратат на своите родители, можат исто така се обратат на било кој повозрасен, можеби наставникот, одговорниот учител кој што имаат најголема доверба, нели? Да, првенствено би требало да се обратат на родителот, меѓутоа доколку не постои доверба да се обратат на други возрастни во училиштето или во детската амбасада Мегјаши. Ангела, ти благодарам. Благодарам и вам. Секој пат вие сте отворени за соработка. Благодарам и вам.